Гужви пред ординациите и болниците, а граѓаните со денови не може да здивнат од висока температура, интензивна кашлица, болки во телото, па дури и поголеми компликации како пневмонија, карактеристични за овој сезонски грип. 2 години поминати во предпазливост од можна зараза со COVID-19, сега ги олабави граѓаните. 80% од посетите изминати од период со пациенти со симптоми на грип, велат лекарите. И сега може би малце доаѓа чудно затоа што во време на пандемијата сем ковид немаше контакти, па некако не се дозволи другите вируси да стапат на дејство и некако како да беа малку позаспани. Покрај топлото време, несвојствено за овој период од годината, како и големите температурни разлики, причина за големиот број на заболени, лекарите го гледаат и во непочитувањето на мерките за заштита, препорачуваат да се носат маски во болници, јавен превоз, аптеки, а болните да се изолираат. Затоа е многу битно да се запазат тие превентивни мерки кои што ги препорачувавме за ковидот. Точно и тоа дека ги заборавивме оние мерки на заштита, меѓутоа барем треба во местата каде што има колективни згрижувања, например, каде што има групирање на повеќе болни, а каде што има сомнеж за вирус, барем тука да ги носиме маски. Тоа имаше тука многу празници, каде што беа повеќе луѓе на прослави, контакти и така, а тука беа и овие по дискотеки млада популација која што многу често во многу голем број незаштитени нормално беа, сега тие лесно поминуваат, меѓутоа го носат дома вирусот. Причина е лошиот квалитет на воздухот. Најчесто тоа се должи исто така и на аерозагадувањето, значи имаме доста големо загадување и нормално се поосетливи самите пациенти, значи поради пат исто на нивниот имунитет. Најзагрозена популација се децата, но и повозрасните. Сите популации се зафатени, меѓутоа децата од предшколска возраст и раните школски деца се со повеќе компликации и старите кои што имаат повеќе коморбидитетни состојби, особено оние кои што имаат респираторни хронични болести, кардиоваскуларни. Во текот на првата недела регистриран еден смртен случај асоциран со грип. Се работи за лице на возраст од 65 години од Скопје кај кого било утврдено присуство на коморбидитети, кардиоваскуларно и белодробно и не бил вакциниран со вакцина против сезонски грип. Во досегашниот тек на сезоната на грип регистрирани се 3 починати лица. Инаку во текот на првата недела од годинава, според Институтот за јавно здравје во Северна Македонија, бројот на пријавени лица болни од грип споредбено со првата недела од минатата сезона е зголемен за 74,7%. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.